Карпош ќе биде домаќин на овогодинешната тортијада. Учество ќе земат сите општини. Настанот ќе се одржи на 26 февруари. На 26 февруари општина Карпош е домаќин на 10-та поред тортијада, која е во организација на ХОА Ангелчиња. Која е целта на организирањето на оваа манифестација и кој се ќе учествува? Значи, самата организација, хуманитарна организација ХОА Ангелчиња кажува дека оваа манифестација 10 години поред веќе има хуманитарен карактер. Ние како општина Карпош бевме еднаш домаќини на 5 годишнината од организирањето на оваа манифестација, Сладка мистерија, и сега повторно на самиот јубилеј 10 години на овој проект, повторно сме домаќини на оваа манифестација. Иначе, оваа манифестација се одржува по сите општини низ Скопје и градот Скопје, со тоа што секоја година се предава манифестацијата на следната општина која што ќе организира. Оваа година имаме многу учесници, многу општини, некаде околу 10 и градот Скопје, и се надевам дека ќе биде многу подобро организирана, поубава и побогата од минатиот јубилеј, кога беше и до општина Карпош домаќин. Како е замислено да протече целиот ден и има ли можеби награда или награди за најуспешните, најинвентивните изработувачи на тортите? Секако. Манифестацијата Сладка мистерија е поделена во два дела. Првиот дел е ревијален и имаме официјален. Ревијалниот дел ќе биде организиран во соработка со Ситимол, ќе бидат изложени сите торти кои што ќе ги донесат учесничките од сите општини. Значи, очекуваме некоја бројка од 40 до 50 торти. Уште една сакам да ги повикам граѓаните, не на Карпош само, него од градот Скопје, да дојдат на ревијалниот дел, повторно ќе повторам, кој што ќе се одржи во Ситимол од 16 до 19 часот, да ги видат сите торти, да уживаат малку во убавината на изработката на нашите мајстори за изработка на торти и да дадат свој допринос со тоа што нивните сугестии веројатно ќе бидат прифатени и од жирито.